Големи инвестиции и проекти денеска најави министерот за транспорт и врски Благој Бочварски пред новинарите и јавноста, образложувајќи го мандатното писмо добиено од премиерот Зоран Заев. Основните пораки од денешното обраќање се следниве. Така обезбедуваме континуитет во развојот на државата. Едно е сигурно, а тоа е дека силно ќе се заложиме со сите сили, со сите капацитети, технички и човечки да изградиме квалитетна инфраструктура, се што е започнато да дозавршиме, да создадеме една модерна држава, држава за сите граѓани, просперитетна и европска. Клучни во програмата на ова министерство ќе бидат инвестициите кои ќе се насочат во неколку правци. Инвестициите во инфраструктурата ги реализираме преку изградба и рехабилитација на преку 250 км автопатска мрежа, изградба на 300 км експресни патишта, преку 1000 км рехабилитација на регионални патни правци и само преку Министерството за транспорт и врски рехабилитација на околу 450 км локални патишта. Освен реализирање на својата, во соработка со програмите изготвени од други министерства, планирани се и други проекти. Понатаму, во соработка со другите министерства и институции, преку разни програми, се планира изградба на нови 500 км водоводни и канализациони линии. Фокус и понатаму останува изградбата на пругата на коридорот 8, утврдена ни е динамика на изградба на преку 700 социјални станови, а ќе воспоставиме нови авиолинии и други проекти со кои ќе вратиме економијата на потребното ниво, со што ќе се овозможи отворање и на нови работни места. Важен дел од активностите на транспорт и врски ќе биде и соработката на релацијата влада-општини, потенцираше Бочварски. Ќе се обезбедени финансиски средства. Во соработка со владата и општините продолжуваме многу позасилено со реализација на инвестициите во локалните патишта и улици и нивна рехабилитација и санација, за што вложуваме 70 милиони евра. Тендерот за првите 27 проекти привршува и очекуваме по изборот на изведувач набрзо на терен да започнат активностите.